Го одбележуваме светскиот ден на интелектуална собственост и со еден од вистинските луѓе сме. Го најдовме токму во Скопје и на лице место сме заедно со Томислав Рушков, кој што има патентирано пчелин отров. Така некако, нели? Да, точно, пчелин отров. Ви благодарам за присуството на лице место и мислам дека на ова лице место ќе дознаеме некои нешта, дека и во Македонија постојат луѓе кои што прават изуми за доброто на сите нас. Така некако. Да, секако и интересно е што луѓето не знаат и не се свесни дека имаме производ кој што може да им помогне на луѓето. Пред се пчеларите тоа го знаат, иако малкумина се тие што сакаат да собираат пчелин отров, но сепак има. И тоа не само во Македонија, туку цел регион. Бивша ЮИ, Албанија, Косово и други држави. Така е. Вие го имате патентот на ниво на Источна Европа, така? Да. Кажете ми како започна сега, нели долга е веројатно приказната ваша, вие сте хемиски техничар, така е. Вие сте хемиски техничар, како ми рековте пред ова линковско вклучување, немам врска со она што го направив. Почна се заради една ваша болка, да речеме, така е, здравствена тегоба. Да, точно, од левата нога ми се извадени над 60% од вените и при таа интервенција дојде до оштеткување на коленото и барав начин како да не одам повторно на операција, туку на природен начин. И открив кај еден пчелар, иако јас не сум пчелар, но работам со пчелари, ме боцна две пчели каде што за кратко време болката ја снема, отокот се намали и претходно иако работев друго што нема врска со пчели, работев обезбедување, оставив се, иако веќе децениски стаж имам, но сепак увидов дека кога човек работи со пчели има многу придобивки. Така е. Ние сите некако ги бркаме пчелите, нели? Не сакаме да се во наш видокруг, плашејќи се дека нешто може да ни се случи. Всушност, колку е важен тој пчелин отров? Многу важен. Значи, човек кога ќе биде боцнат од пчела, има големи придобивки. Ние не сме свесни дека отровот преку крвотокот оди во мозокот и оттаму самото тело го зајакнува имунитетот и тука е нашиот обрамбен систем. Значи, со зајакнување на имунитетот, нашето тело се бори со секаква болест, дури најтешките, кои што е малигните, канцер, рак и слично. Кога сме кај оваа тема, дали имате вие примери да ни кажете со вашиот пчелин отров да лекувате или на кој е начинот, како ми рековте пред ова линковско вклучување, само да не е алергичен на отров човекот? Точно, значи човек ако е алергичен, тогаш иако и за тоа има начин, веќе соработувам ја со една лабораторија од Австралија, кој што алергенот од пчелниот отров го вадат, но сепак тоа е многу скапо. А додека овде кај нас со боцкање на пчелите може да се лечат многу болести и веќе имам успех на десетина имам спасено и мажи и жени кои што имаат малигни болки, посебно сега има најново откритие од една докторка од Австралија која што има лечено и докажано дека со пчелин отров за 60 минути уништува канцерогеното ткиво на рак на дојката кај жените и тоа кога ми го прати од Австралија се увидов дека тоа е само еден мал дел, бидејќи само 49% од пчелниот отров е испитан, не повеќе. На кој начин одеше вашето патентирање на овој ваш патент или изум? Како да работите? Што се треба да помине еден изумител додека не се патентира неговиот изум? Па треба многу да помине, многу чекори се потребни, макотрпно е бидејќи институциите не се заинтересирани, на многу затворени врати наидов, но сепак наидов на особи кои што веќе имале слушнато за пчелин отров и за тоа го патентирав во Албанија, каде што младите кои што работат во државните институции сакаат такви производи да имаат патентирано и заштитено, зашто има многу кои што фалсификуваат, многу има кои што кажуваат дека е отров, уствари не е отров и за тоа кога го патентирав, јас се уверив дека сепак институциите функционираат и за тоа со тој патент веќе доста често одам да најдам начин како да на фармацевските компании, на козметичките компании им го пласирам дека производот и собирањето на пчелин отров е патентирано и дека веќе сум регистрирани во Македонија и имам и решение за складирање, за производство, но и за увоз и извоз. Така е, да. Сега, колку компаниите во Македонија се заинтересирани? Јас би била особено срекна, да речеме за неколку години, кога Томислав Рушков би бил тука, заедно со некоја наша компанија и ке речеме дека имаме наш производ, како што гледаме нели на оние рекламни
безброј реклами кои што ги гледаме на телевизија за тоа колку може и што се волшебна моќ има тој пчелин отров. Што би сакале? Што вие вам замислате? Еве, кога би биле најсреќен? Па најсреќен кога прво фармацевските компании би прифатиле да соработуваат, бидејќи сето ова се случува преку мојата фирма Organic Balkan, до кој што се занимава со производство и трговија на производи од пчели и пред се овој производ е за глобално вакво глобален пазар, не е за локален или национален, бидејќи сепак соработувам со пчелари од цел регион и веќе имам количини кои што не може нашата држава да го откупи или фирмите од нашата држава, веќе сепак е количина кај што на пример еве сега во моментов имам околу 15 килограми и тоа цената е многу висока и затоа производството на производи кои што фармацијата ги користи и козметиката може да го откупуваат и веќе сум присутен на неколку берзи каде што сепак пчелниот отров не е производ кој што не познат, туку познат е во светот. Значи, се тргува со вашиот пчелин отров? Да? Смееме да откриеме некаква цена или не зборуваме за сумите? Па не, за цена нека си остане деловна тајна, бидејќи и тие што го откупуваат не сакаат да се знае тоа, но само како еден показател поскапи од злато. Поскапо злато, така е. Колку златници им требаат на луѓето за преку Facebook или вака, еве можеби телефонот сега во Телма додека оди овој линк ќе звони. Дали смееме да го даваме вашиот број? Дали сте тука за да им помогнете на луѓето? Секако, стоам на располагање и многу ми е драго што сепак има особи кои што се јавуваат, но пред да го користат пчелниот отров, јас лично сакам да се уверам дали особата е алергична, бидејќи сепак е отров и сепак може животот да заврши ако не се врши контролирано. Ако се врши контролирано, тогаш сепак има шанси да се спасиме од какви и да било болести. Така е. Каде е отровот само, дали може да го извадиме од джипче и да видиме каде е, да го покажеме како изгледа? Еве го. Ова е волшебното нешто. Овој отров. Господин Рушков, како го собирате овој отров или тоа е некаква тајна деловна? Не е тајна. Има апаратура која што сум застапник на производителот и таа апаратура се става пред кошниците или во кошниците. Пчелата се иритира како да е напад од стршен, она го isfrла отровот и останува жива. Додека нас кој ќе не боцне, се кине осилото од дебелото црево и оно умира. Додека кај нас имаме ние посебни панели каде што се иритира со ниска струја, го isfrла отровот и она потоа оди си ја врши својата работа. Браво. Како сте сега со здравјето? Вие го користите секојдневно ова чудо? Да. Колку треба да се зема? Па јас го користам прво сега кога се активни пчелите со боцкање, бидејќи најбрзо делува, а инаку орално го користам со мед, лажица мед и ми е многу добро бидејќи не само што го регулира имунитетот, кардиоваскуларниот систем го помага, органите за варење помага, значи буквално нема нешто што не помага, нема нуспојава. Ви благодарам, господин Рушков, и повторно посакувам за некоја година да се видиме и да зборуваме за тоа дека некогаш на едно лице место кажавме нешто што ќе ни се случи. Или барем посакувањата да останат, да станат реалност. Ви благодарам за овој изум, дај Боже да имаме што повеќе вакви изуми во нашата ни мила Македонија и еве, држиме палци за некоја година да се видиме на ново на лице место и да кажеме дека овој наш производ или производот на господинот Томислав Рушков нашол примена во нашата индустрија и имаме ние уште 1 плюс или уште 5 производи нови кои што лекуваат.